Благодарам, председателке. Колега Велковски, ја и ти изгледа различни бројки читаме, затоа што моите бројки се од Агенција за вработување на Република Македонија. Бројки ми се од Агенција за вработување. Од кај ги најдовте бројките, не знам. Државниот завод за статистика дали работи на база на анкети, не ја знам постапката или како е, меѓутоа, она што го имам, денешен податок. Значи, еве денешен податок од Агенција за вработување. Дека состојбата со вработени 2017 е 104.958, може да ја проверат и од Министерството и баш да видиме дали е таа, и состојба 2019 јануар 105.658 невработени. 700 луѓе повеќе. Тоа не ги измислувам ја бројките, еве ги бројките, можете да ги видите. Основ на човечки капитал и она што зборувате. Зборувам евра по вработен. Значи, продуктивноста, колега Велковски, по квартали по вработен. Еве би го земал вториот квартал од 2016 година. И повторно ќе кажам, 2016 година, знаете каква беше и 16 и 17 и она што следуваше, што предходеше на тие години, вклучувајќи ги должничката и светската криза која што постоја. Значи, продуктивноста по квартал по вработен од вториот квартал 2016 година е 243,16 евра по вработен. Продуктивноста по вториот квартал 2019 година, во годината кога блескаме, е 2301 евро, 39. Или 132 евра помалку, односно минус 5% помала продуктивност по вработен. И сега ние, место да инвестираме во образование, во наука, во мерки, ние даваме еднорочна помош, предизборно средства за купување на гласови за избори. Луѓето, повторно ќе кажам, заслужуваат не ова зголемување, уште поголемо зголемување, ама да создадеме услови во Република Македонија ова реално се случува. Разочараност кај младите бегаат од државата, не само од финансиски причини, поради нередот што го имаме во државата, поради непочитување на правила, поради непочитување на ништо, затоа што до работа се доаѓа со партиска книшка, кој што последниве 2-3 месеца ги запнавте максимално. Фрчите со огласи, 3000 огласи има последниве 2 месеци распичано. Се доаѓа со принципиелност при бирање или евалуација од Фондот за иновации, не списокот кој што ќе го пратат од партија и тие луѓе да го добијат. Така ќе одиме напред и така ќе зголеми оваа продуктивност која што на сите ни смета. Со намалувањето на средствата во најголемиот и најрасипничкиот буџет за капитални расходи, односно капитални инвестиции, напредок нема. И од тоа што го обезбедувате, 50% нема да реализирате, затоа што покажавте во пракса дека ниту знаете, ниту сакате да работите. Ви благодарам.